Имаме еден цитат, а цитатот е следен. Земи ја горчината на дисциплината, за да го искусиш благоста на успехот. Земи ја горчината на дисциплината, за да ја искусиш благоста на успехот. Но, ако ја земеш благоста на мрзеливоста, ќе искусиш горчината на неуспехот. Затоа што, гледайте, да ви кажам наједноставни интересни примери во врска со ова. Кога човек оди у теретана 3-4 месеци, сака да го направи телото супер, да му биде за летоска, он ја зима горчината на теретаната, ама после задоволен си е купачите како му стојат, не знам како изгледа со кратки ракави, така натаму, он ужива после тоа. Ама морал да помине низ некоја тешкотија. Исто е со тренинзите на утакмица. Видите, кога човекот има тренинг кој што е јак тренинг, после обично доаѓа утакмицата да е лесна. Наједноставен друг пример. Дали некојаш ви се случило следново? Учиш многу, учиш за некој испит, испитот ти е лесен, ама затоа што си ја земал тешкотијата во припремата. Но ако ти не се спремаш за некој испит, лабав си, тешки прашања. Има интересно нешто кој што имам прочитано од филозофов Хабард, вели, кога морнарите се спремни, нема бура на море. Кога морнарите не се спремни, има бура на море. Се гледате колку интересно. Ако ти си спремен, тогаш не може да има бура. Ако не си спремен, обично има бура. Исто е со утакмици. Сте видели, например, ако сте били во спортот велат најлесните утакмици или тие што се веќе однапред добиени се најтешки. Зошто? Поради тоа што викаат на српски лакоче, ама демек лесно. И сега, замислите го оваа екипа. Оваа екипа е под нив. Оваа екипа има мотивација, затоа што треба да се бори со екипа која што е над неа. Ама овие луѓе викаат веќе имаме добиено утакмицата. И што се случува кога речат веќе имаме добиено утакмицата? Они го намалуваат напорот и енергијата што треба да ја вложат, а овие ја зголемуваат. Поише. И се што се случува, ова екипа има тешкотија поради тоа што ги намалила размислувањата колку сила, колку напор, колку енергија треба да се вложи за да се дојде до нешто. Вие не можете, има убава исто така дефиниција тој научникот од Хабард, вели, грешка е погрешна проценка на напорот, го парафразирам. Грешка е погрешна проценка на напорот, погрешна проценка на силата, погрешна процента на енергијата. Сега, зашто, например, што е грешка? Студентов ќе земе да се спрема, 2 недели му требаат за предиспит. Кој му треба 2 недели? Тој му требаат 6 недели. Ама он мисли дека му требаат 2 недели. Исто е, кај нас како викаат домашен есап и есап на пазар не ист. Затоа што ти дома подценуваш, на пазар се други цени. Сега, умот кај овие луѓе кои што го зборувам за овие кои што се намалуваат својата енергија, затоа што лако чемо лесно е со другиот тим, оние намалуваат енергијата, овие зголемуваат енергијата поради тоа што знаат дека овие ме препрека. И она што се случува, затоа викаат во спортот најтешките утакмици тие што се веќе добиени. Зашто ти кога ќе тренеш останава е лесно, ќе е лесно, не си припремен. Ете, мора човекот да отиде припремен, затоа што кога си припремен, тогаш не се случуваат бурите. И затоа е многу важно човекот, например, во тренингот или во животот, да биде припремен, да биде професионалец, да биде не у смисол 3 пати мери еднаш сечи да се сомневате во вас, него да вложите енергија за што и да сакате да го постигнете, а станува збор за цели. Видете, човек мора да размислува на големо за да постигне средни цели. Ако ти размислуваш за средни цели, ти ќе постигнеш ниски цели. Ама ако размислуваш за големи цели, ти има шанса да дојдеш до средни цели. И затоа мора да ја надмашаш целта со визијата и со напорите кои што треба да ги вложиш за да дојдеш до некоја средна цел. Затоа што луѓето во успехот ја подценуваат енергијата која што треба да ја вложат за да стигне до некоја цел која што е вредна и која што е голема. Немојте да ја подценувате вашата енергија. Обично за да се постигнат работи во
Во животот не треба човек да трне со став тешко е, ама треба да трне со став сакам да вложам енергијата за да го постигнем тоа што го сакам. И со самото тоа што ти ја вложуваш таа енергија и ти е кејф да вложиш таа енергија, само по себе бенефит и награда. Постигнувањето на целта е само плюс бонус, ама уживањето во твоето работење кон постигнување на таа целта и вложување, фокусирање, давање, тоа е тоа кое што те инволвира во животот, затоа што човек кој што не е инволвиран во животот, кој што не се вложува во животот, кој што не се дава, он не му е ни интересен животот, поради тоа што не е вложен во. Човек кој што не е вложен во животот, он не може да го ужива толку многу животот како некој човек што е посветен. Луѓето што се посветени зашто им убав животот, затоа што се вложени во животот. И кога човекот е посветен во нешто, и кога што затоа што гледате човек кој што не е посветен, тој не е задоволен. Човек кој што е посветен, тој е задоволен. Поради тоа што е у конекција со животот, кој што го прави животот да си крцка убаво. Не е млитав, не го крцка убаво, убаво живот ќе оиде. Затоа што е посветен, затоа што стегната му е на него енергијата. Може да е размитлавен како некоја шпагета, преварена, тој човек не е цврст, затоа што нема посветеноста, затоа што нема ангажираноста за целта, затоа што целта не му е мисија. Затоа што кога имаме мисија, тогаш имаме промена на околината, поради тоа што тоа е наша одговорност. Идеме напред и работите ги правиме ние да штимаат и да функционираат. Така да направите ги работите да штимаат со тоа што ќе се посветите на нешто долгорочно. Долгорочната цел е таа која што ве прави јак. Краткорочните цели не. Посвети се некоја цел 15-20 години. Ќе видиш колку ќе ојачеш како карактер и колку животот ќе се смени, ќе имаш многу стабилен живот. Поради тоа што имаш фокус постојан. Сега, целата идеја е човекот да ја има таа цврстина внатрешна, што се вика етика, карактер, дисциплина, како сакате кажете го. Ама тоа е внатрешна цврстина. Кога човекот има таа внатрешна цврстина, вратите на животот се отварат, затоа што животот вика ова е јак. Затоа што не ти е страв да го земеш тешкото во однос на припремата, тогаш доаѓа лесното. Ама ако ти појдеш со лесното, животот е цикличен, набрзо ќе дојдат тешките прашања на испит. Ама ако си спремен за испит, обично ти паѓаат лесни прашања, поради тоа што ти го креираш тоа. Затоа добро припремена утакмица, обично со тие што се добро припремени и среќа ги бие на утакмици се, затоа што го земале тешкото на тренингот, тогаш доаѓа полесното на утакмицата, ама ти не треба да отидеш со став лесно ќе ја завршим утакмица, треба да се вложиш. Во еден момент универзумот се отвара и ти го дава тоа што го сакаш. Шампиони, ви благодарам што сте со мене 5 точки. Јас сум воодушевен дека има некој што ме следи у петок. Јас сум се уште у канцеларија, само што завршив со клиент, имам едно убаво мотивацијско предавање со еден тим. Веднаш после вас, така да ме чекаат, морам да се обратам на тимот, имате такмица утре, така да се гледаме у понеделник, вторник ве чекам во Даре џаба Црвен крст на преубаво предавање. Сакам да соберем убави донации за да израдуваме групи на луѓе на кои што им требаат пари. Благодарам, ве обожавам, се гледаме понеделник, чао.